Здруженијето на граѓани Здрава Котлина почнува со собирање 100 потписи во канцеларијата на Државната изборна комисија во Струмица за да ја отпочне постапката за референдумско изјаснување. Откако Советот на Босилово реши дека нема надлежност да распише референдум за рудникот Иловица, активистите ќе собираат потписи од 20% од гласачкото тело за да го исполнат условот за распишување референдум. Ние веруваме дека тие 100 потписи ќе се соберат уште од првите 2 дена на подпишувањето, на собирањето на потписите, така да уште еднаш апелирам оние граѓани од општина Босилово и од општина Новосело кои имаат право на глас да одат со лична карта или пасош кој не е истечен, да се потпишат за да почнеме што побрзо со постапката за референдум. Овој процес предходно го помина Валандово, но и покрај собраните потписи Советот одбиваше да распише референдум. Мнозинството советници ја изгласаа одлуката, но вчера градоначалникот донесе решение за нејзино запирање. Од Валандовската иницијатива велат дека со овој потек градоначалникот ги потценува гласачите. И сега внимавајте, сега не прават сите мутави. Ние сме во најмала рака будали сите овде околу нив. Ни бараа 2000 потписи, им дадохме 2300 потписи. Не знаат сега дали тие потписи се меродавни. Тоа се потписи од луѓето кои што имаат гласано за нив да бидат советници, градоначалници. Значи, кога требаше да се гласа за нив, за нивните функции, тие гласови вредеа, тие гласови беа во ред. Тие луѓе што ги дали тие гласови. Сега одеднаш тие гласови се сомнителни. Зошто се сомнителни? Затоа што не им одат на ниво прилог. Па чекајте бре луѓе. Кај ќе одат они на крајот? Се помал се има будали, верувајте. Се повеќе луѓето се освестуваат. Во следниот период извесен е само референдумот во Дојран, кој што треба да се одржи на 23 јули. И тамошниот градоначалник Борче Стамов одби да ја потпише одлуката со второто прашање за рудникот Казандол, но советниците повторно едногласно ја изгласаа.